Андреј, како започнува еден твој обичен ден, настрана дуото Денка, дома како сопруг и како татко на Јана? Па, убаво ни почнува денот, се будиме у 6. Многу убаво, да, се шалам. Негде некај 7 стануваме, обавезно пием млеко со какао и правам, па гледам лекови и цртани. После ги носам двете, значи едната на работа, другата на градинка. Или кај баба ја оставам, ако така денот не ни е за градинка. Потоа се враќам дома, имам некои обрски на компјутер. Као што гледаш, дворов е као тепих, мора да се среди. Тоа ми е едно убаво големо задоволство, слите што имам можност да го правам тоа. Поручек да знам со мојот комшија и многу добар другар Бојан да пиеме пивце, да послушаме музика. И вечерта нормално или некој настап, или во студио кај Лазар Цветковски снимаме нешто ново и така. Кога си дома со Јана и кога треба да ја анимираш, што играте најчесто, кои песнички ги пеете по дома, што ви е на репертоарот? Па ние сме можда малце не, да кажем, немаме некој одреден, како да кажем, да, некој шаблон на тоа што правиме. Јас сум малце така поддифтар и она исто такво живчано детенце, диво. И обично се ѓавиме, се бркаме, вришти низ куќата, ама вришти се смее додека вришти, кога ја ги ја бркам, исто и низ двор. У последно време ја учам да вози точаче, уште со ножињата не може да ги подбутне педалите, па јас си помагам, да, јас си помагам. Инаку се трудам што повеќе да, кога сме, пошто живееме многу модерно и време на технологија, развиена технологија, се трудам што повеќе да не гледам онакви глупости некои на YouTube, него да и одбирам цртани, некои со убава музика, едукативни, да, у позадина исто и викам на Нате која додека мие садови или додека чисти дома да тече класика или джез, нека убава музика, рок или што и да е, значи за да може да малце по малце да ги напунам ушињава за еден ден да не иде на големи селски селендри. Кој беше првото зборче што го изговори Јана? Мама, тато, баба, дедо? Првото зборче не ни текнува, пошто некако нагло почна да збори, затоа што има баба која што збори дори и поише од што треба. Така да со еден збор можем да опишам како лапача. И многу памплја и тоа ми е мило што више у последниве неколку месеци искрено као да не осеќаме дома дека имаме детенце, него баш као да сме тројца члена возрастни, да, и дури пред некој ден рака на шала викам иди земува нечко Бојан пиво на другаров и се качи горе, си отиде до фрижидер, да само ме повара да дигнам, да отвори фрижидер. Јана, што гледаш по дома? Кои цртани филмови највеќе ги гледаш? Пепа Пик. Браво, тото друго што гледаш? Која песничка сакаш да си ја подпевнуваш по дома? Која песна? Беби на тера. Како се викаш таа песната? Baby Shark тоа? Кога тука си до мене и кога врне како сонце да ме грее. Причина негативна. Јана, кого повеќе го сакаш, тато или мама? Мама. Нормално. Двајцата доаѓаме и мене ме нема. Ке не ја трча, да. Ке видиш. Имате ли песна, еве од Денка, што знаете по дома да ја танцувате, да ја играте? Па не, у принцип сите нови песни по неколку пати се преслушуваат дома, нели демоа, па додека излезе финалната верзија и заедно со неа знаеме да си ги преслушаме. Како покажува за пеење? Осеќам кога подпевнува дека ритмички точно и горе-доле мелодиичките ги фаќам и пуштам, знаеш што ја пуштам? Ја пуштам од Колибри, детскиот хор, ја растев со нив. Тоа е многу убаво скоцкано, отприлика се можеби годинка да постари дечиња од неа. Меѓутоа така добро звучи што некои сериозни наши хорови не звучат така колку е тоа убаво скоцкано. Андре, какво дете беше ти? Наликуваш на Јана сега на овие години и тебе што ти кажувале каков си бил на оваа возраст? Си заличуваме, инаку како бев кога дете ја растев,
Прво расте 5 години во Косово, татко ми е архитект, таму зграда проектираше, а потоа 7 години во Девар. Така да, јас сум деварско дете и ми е многу мило што растев таму, затоа што у таква една убава здрава средина, посебно со мултиетничка средина, со турчиња, торбешиња, албанчиња, ромчиња, имав едно, како да кажем, безусловно убаво чисто детство и бев пргаво и такво дивтар дете, ама мислам дека сите со кои што растев беа такви, ама па на крајот од денот па бевме сите најдобри другари и буквално кругот на играње џамли и немаше никакви разлики кои сме, што сме, како сме. И тоа е нешто што уште и ден денес го носам во себе како човек и да, дефинитивно. И не би го сменил за ништо.